Поздрав, магични мои! Јас се надевам дека сите сте добро и здраво и дека во такво едноставно расположение ќе останете во своја светлина. Денешнава порака ќе биде канализирана и во колективна енергија. Нема секој од вас да се пронајде во оваа порака, но се надевам дека доколку се пронајдете во оваа порака од денешново видео и од денешнава канализирана порака која што ќе ни ја дадат тарот картите за кратко време, ќе биде во енергија да донесете битна и правна одлука, да послушате, да земете добар смер и секогаш знаете дека улогите секогаш можат да бидат заменети во два смера или пак во обратен правец. Оваа канализирана порака ќе ви донесе можност за случка настан кој што се надевам ќе се случи во најкраток можен рок. Енергија која што некој треба да послуша денешнава порака, која што ќе му биде од големо значење. Денеска овие тарот карти, ова оракул тарот карти и тарот картите ни носат една огромна енергија на висока свештеница, ваша интуитивност, ваше поврзување со универзумот, ваша напорна работа со мозочна енергија или пак енергија на нешто што е прикриено во вас, а вие тоа не го знаете. Оваа порака ќе ви донесе можност да знаете дека треба да го надоградите и да го нахраните вашиот ум, вашата енергетска вредност, вашата виталност, вашата работна енергија. Таму каде што и се давате, таму и кај што има преголеми енергии на збиднување, на можности за носење битни и важни одлуки во вашата работна енергетска вредност, таму каде што и умствено се давате со своја интуиција, со нешто што е прикриено од вас, ево енергија да поработите на вашата мозочна енергија или пак на вашата консиузност, мисловна енергетска вредност. Денеска овие тарот карти ви опишуваат случка настан кој што ќе ви донесе еден ред, една дисциплина во вашата продуктивна енергија, каде што и се покажува каменот или пак кристалот на исцелување доколку се работи за Solar Plexus чакрата, енергија каде што сето тоа што го постигнувате во вашата работна енергија се продуктира од таа чакра. Енергија каде што жолтиот јаспис е во енергетска вредност, да знаете дека ќе биде во исцелителна и во активна, замрзување во активна енергија. Да знаете дека овдека се работи за нешто што е прикриено, но и за нешто што е ваша интуиција, за вашата работна енергија, за нешто што го работите, дали било во енергија со други персони или пак во самостална работа, денеска нешто ќе биде предодредено во ваша енергија. Тарот картите ви најавуваат нешто што ќе треба да го надоградите вашиот енергетски дел, значи вашиот мозочен енергетски сквер, дали да промените некое размислување или пак да воведете некоја интуитивна енергија каде што и ќе се дадете во ваша енергетска вредност. Ајде да видиме за која персона станува збор. Ова е висока свештеница, енергија каде што ова е водена енергија, рибарак Шкорпија, обично е рибина енергија, каде што е премногу интуитивна, но е премногу енергизирана за својата работна енергија. Енергија на кула, 4 мачеви, енергија на темперанс, енергија на 8 пентакли. Енергија која што вели нешто се руши во вашата работна енергетска структура или пак работна мозочна, значи работна мисловна енергија, каде што и вие го одредувате и пак го трансформирате патот, го тресирате патот на вашата работна енергија. Тоа што сте го интуитивно одредиле, треба да го добиете во енергија која ќе се одмарате. Значи, треба да го смирите вашиот ум, да не премногу носите битни и важни одлуки пред време, додека не биде енергија која што ќе вели одмор.
одмор и храна на вашиот ум, за да вашата работа биде во напредок. Ќе очекувате енергии каде што и овој темперанс, енергија на висока аркана која ни вели почекај, смири се, се во божански тајминг, ќе дојде енергија во нешто што ќе биде неочекувано. Значи, божествена интервенција каде што ќе ви донесе енергија на 8 пентакли и работна енергија. Значи, треба да работите со вашата енергетска вредност. Значи, оваа персона работи со вашата енергија, со вашиот умствен енергетски дел, за да ве ослободи, ве нахрани и ви даде можност да идете напред во вашата енергија, а тоа е вашата работна енергетска вредност. Ајде да видиме што сака универзумот да ви порача во оваа порака, зашто токму сега кралот на куповите, два мача, 10 купови, 3 купа. Епа, драги мои, универзумот сака да ви порача дека ќе бидете премногу интуитивни, сето тоа што сте го работеле во вашата енергија, да произнесете емотивност, да дадете емотивност, да оваа персона ви возврати емотивна енергија. Знаете дека сте биле ќе бидете во една мала блокада, каде што и оваа блокада, два мача, ќе треба да се одредите нешто јасно, да се огледате во вашата работна енергија. Значи, некој што е присутен во вашата работна околина е во енергија да ви понуди поддршка, помош со енергија која што вели кралот на куповите, енергија која што сте комплементарни енергии со оваа персона која што е во енергија на висока свештеница, која што вели вие сте вода, емоционално, интуитивно поврзани со оваа персона, заедно ќе помагате, но овој крал на куповите понекогаш знае да консолидира со вашата енергија, но и да ви даде поддршка, да ви даде емоционална поддршка, но и да биде емотивно интелигентен, но и манипулативен. Таа негова манипулација ќе биде во енергија на два мача, каде што и ќе бидете малку во дестабилизирачка состојба, каде што ќе треба да ги погледнете некои работи, но да верувате на својата интуиција, затоа што ви следи успешна енергија која што ќе биде во прославувачка енергетска вредност. 10 купови е ултимативна енергија, дали било во работна или пак во љубовна енергетска вредност, или пак ова е ваша енергија која што ја барате да ви се возврати во иста мера од универзумот. Значи, барате вашата интуиција да биде напунета во вашата длабока енергетска вредност. Сето тоа што ќе го манифестирате да биде во интуитивна и во емоционална енергија. 10 купови, енергија на заедница, друштво, енергија каде што се пружа момент на емотивност. 3 купа е енергија каде што е енергија на друштвена заедница, енергија каде што ќе биде прослава, но и енергија на трета персона која што е препрека во тоа што и него гледате, драги мои. Енергија каде што ќе бидете одлучни, третата персона се надевам дека ќе биде кралот на куповите кој што ве наблюдува, ве гледа, ве манипулира, значи сака да биде во вашата енергетска вредност, но тука ќе бидат енергии на темперанс, значи на подобрување на вашата интуиција, но и на поврзување со тоа што е моментално универзумска енергија, емоционалност. Јас се надевам дека оваа порака ќе биде утемелена во вашата енергија, ќе земете добар смер и знаете дека ви посакувам многу здравје и многу успех сега и за секогаш. Се гледаме во наредна порака. Поздрав!